до ланската година 2024 на годишно ниво во просек заминуваат 250 доктори во западноевропските земји, а додека медицински стручен кадар со средно образование бројката е дуплирана над 400-500 средно медицински персонал. А во врска со бројката за колку ни е потребен кадар, исто ние во синдикатот направивме една статистика, значи фрапантна бројката, околу 1900 ни фалат на цела територија на Република Македонија средно медицински кадар, околу 990 специјалисти и доктори по општа медицина, 432 беа средно административен персонал и околу 370 технички персонал. Значи ние сме наалка, синџир, како што имаме синџир за исхрана и во здравството. Еден без друг не можеме. Значи потребно е вработување, потребно е да се задржат тие млади луѓе, да живеат, да работат во државата и да помогнат на нашите генерации, на нашите внуци и на нашата фамилија. Има често случаи со години си работат на договорна дела. Колку години е најстарата или највозрасната што има пракса и се уште нема решение? Значи, шедејќи низ држава, се сретнахме со многу екстремни случаи кои што имаме една медицинска сестра која работи над 15 години по договорна дела. Имаме еден возач во итна медицинска помош што работи над 12 години по договорна дела. Значи, ние кога се вклучивме овие социјални договори со владата на Република Македонија и со Министерството, по страната на владата, на председателот на владата, беше кажано дека ќе се заложи за решавање на статусот на договорците на дело, кои договорци на дело да не станат заборавено минато, кои договорци на дело кога ни беше најтешко во време на ковид кризата беа тука, а сега жално и не е хумано да ги забораваме. Бидејќи што се случува во еден момент? Во голем број јавни здравствени установи им завршуваат договорите и тие вработени едноставно се останати дома. Имаме пример со Прилеп, каде околу 120 вработени, Битова, Кичево, медицински сестри. Значи, жално и болно е и мој апел е до министерот за здравство, кој што самиот се заложи да ги реши договорците на дело, до председателот на владата, до владата на Република Македонија, што побрзо да се добијат овие согласности, да им се предложат договорите на овие вработени договор на дело и едноставно да не останат некои како што ги направи робови на 21 век. Значи некој ги изманипулира кој им ги потпишал тие договори, всушност тие вработени во современиот тек на живот се робови, работат за минимална плата, без никакво осигурување и без ден годишен одмор. Самиот министер е лекар. Дали подразбира тоа дека он не се заложи толку и во овој начин се пушта луѓе да се отидат на државата, особено медицински кадри? Како што знаеме што беа заложбите на министерот, имаме неколку пати разговарано со владата на Република Македонија, беше тоа да се задржат овие млади луѓе. Особено проблем имаме и со специјалистичкиот кадар. Што побрзо, што похитно да се запослат млади специјалисти. Бидејќи што се случува? Цели кабинети во градот Скопје се затвараат. Се затвараат до тоа што голем број на доктори одат во пензија, а немаме замена на нивно место. Отхитно овие 600 специјализанти да влезат. Исто има проблеми со превентивната здравствена заштита, со имунизацијата. Всушност, таму најголемиот дел од имунизацијата прават сестрите со договорна дело и доктори на договорна дело. Значи, подхитно потребно е работување на кадар, се со цел за да не се затварат кабинети, за да не се затварат оделенија. Тоа ги замолувам менаџерските тимови, директорите, да не се забораваат овие луѓе кои што работат над 5, 6, 10, 12 години, да не се прави негативна селекција, бидејќи не дај Боже, овие луѓе се професионалци, овие луѓе се искусни и потребно е да се задржат, да работат во овие здравствени установи и да помогнат на државата.